Денес, скролувајќи низ вестите, гледаме како природните катастрофи се зголемуваат ширум светот. Ако погледнеме наоколу, може да ни се чини дека катаклизмите што се случуваат во други земји на други континенти не ни засегаат, бидејќи тие се толку далеку. Меѓутоа, реалноста е спротивна. Нашата планета влезе во фаза на нестабилност и аномалии. Додека еден дел од планетата се дави, друг умира од суша. Суша ќе стане следната пандемија. И нема вакцина која ќе ја излечи. Поголемиот дел од светот ќе живее во воден стрес во следните неколку години. Побарувачката ќе ја надмине понудата во одредени периоди, рече Мами Мизутори, специјален представник на генералниот секретар на ООН за намалување на ризикот од катастрофи. Недостигот од вода за пиење не е ни катастрофа, тоа е смрт. Оваа година, 2021 година, беше означен првиот недостиг на вода во реката Колорадо, која обезбедува вода за околу 40 милиони луѓе во западниот дел на САД и повеќе од 10.000 квадратни мили обработливо земјиште. Реката Колорадо храни два главни резервоари – езерото Мит и езерото Пауел. Незиното ниво на вода падна. Само оваа година сушата и недостиг на водата значително ги променија вообичаениот човечки живот на речиси сите континенти. Ефектите од суша веќе директно погодуваат многу луѓе. И се влошуваат недостиг на храна, скок на цените, суровините. Дали ова веќе ве погоди или се уште не го гледате ова? Сувото лето во 2021 година во Казахстан доведе до севокупно намалување на приносите и смртност на добиток. Во 2020 година Казахстан извезе околу 8 милиони тони жито во 40 земји. Но прогнозата за извоз на жито во 2021 година е намалена на 30%, околу 6 милиони тони. Според председателот на Казахстан, намалената жетва на пченица во неколку региони на Казахстан ќе загрози безбедноста на храна во регионот на Централна Азија до 2030 година. Ова е едноставен практичен пример дека борбата против климатските промени е наша заедничка кауза. Плитките водени патишта во Аргентина веќе предизвикуваат прекин во снабдувањето. Бразил е најголемиот извозник на соја, кафе, шеќер и втор најголем снабдувач на пченка и железна руда. Сушата во таа земја ја влошува кризата во глобалните синџири на снабдување на овие стоки и суровини. Познатото ароматично бразилско кафе поскапува и веќе стана оскудна стока. Ова се само неколку примери од многуте. Во светот сите набавки се алка на еден глобален синџир. Дефект на еден од нив представува закана за синџирот и снабдување на целиот свет, што не чека. Топењето на вечниот мраз се заканува да има подеднакво разорорни последици за милиони луѓе кои живеат во најстудените региони на планетата. Овој проблем ќе влијае на над 70% од инфраструктурата во поларните градови на Русија, Канада, САД и овие процеси повеќе не може да се запрат со партиски договори. Според проценката направена од научниците од Рускиот институт за Крисосфера, на земјата границата на зоната на вечниот мраз се подместила повеќе од 30 км на север во последните 40 години. Според Димитри Дроздов, директор на институтот, овој процес е неповратен и е невозможно да се запре. Куќите во вечниот мраз се поставени токму на 8 метри долги. Адфриз, имаме одмрзнување на длабочина од 5 метри на секаде, значи до критична точка сме на само 3 метри, рече директорот на центарот. Каде треба да одат луѓето? Пообилните дождови и поплавите на посевите во големата провинција за зеленчук Шандонг. Цената на зеленчукот во кинеската престолнина нагло порасна за речиси 40% за само еден месец, според мислењето на популарните корисници на кинескиот микроблог Weibo. Се чинеше дека сончевата држава Тексас не е подготвена за драстичните промени на температурите во текот на зимата 2021 година. Во оваа типично топла јужна држава температурата се спушти на минус 18 степени. Според големината побарувачката за грејење во затворен простор откажа целиот енергетски систем. Замрзнувајќи се во своите домови, многу луѓе беа принудени да останат во автомобилите да готват храна с помош на свет. Погледнете ја водата, не можам да верувам, воопшто не можам да верувам, погледнете. Цевките пукаат. И поради тоа луѓето чекаат со часови во ред за да добијат вода за пиење.
Моето куќе се уште има вода замрзната, сите цевки се замрзнати, има 6 деца за кои треба да се грижам. Електричната криза потикнува синџир на последици кои доведоа до хуманитарна катастрофа. Луѓето не беа подготвени да се соочат со такви ненормални услови. 3 дена немаше струја, 3 дена немаше вода, 6 часа нема храна да се чувствува и се чувствува многу лошо. Жителите на Тексас не можеле да замислат дека утре ќе бидат на работа на обстанокот. Денес на целата планета се случуваат климатски аномалии и секој може да остане заробен. Тоа им се случи на жителите на кинескиот град Женжу. Во јули 2021 година, кога влегоа во вагонот на метрото, луѓето немаа поим каков кошмар ќе им биде ова патување ако некој од нив никогаш повеќе не би се вратиле дома и своите сакани. Поради ненормални врнежи, третина од годишните врнежи паднаа во рок од само 1 час. Тунелите на метрото беа поплавени од поплавите. Вагоните на метрото беа блокирани, а еден од нив завршил потопен во вода. Бев многу исплашен, но најсрачно не беше водата, туку намалениот довод на воздух во вагонот, рекол еден од патниците во метрото. Глобалните климатски промени веќе предизвикаа недостиг на храна ширум светот, а ситуацијата катастрофално се влошува. Ке имаме ли утре што да јадеме и пиеме? Повеќе од 1.140.000 луѓе на Мадагаскар очајнички се обидуваат да го преживеат гладот поради сушата. Звучи вака, но ова не се сече тешко е како дрво. Денес немаме апсолутно ништо за јадење, освен лиси од кактус. Гладни бездомници и очени луѓе буквално се нафрлаат на камионите со хуманитарна помош што пристигнуваат, кои носат основни потреби и храна. Тие ги грабнуваат торбите еден од друг, избувнуваат конфронтации кои доведуваат до тупаници. Дури и денес, природните катастрофи драматично ја менуваат судбината на луѓето. Човекот се наоѓа сам во својата тага и фактите го потврдуваат тоа. Каде треба да одат луѓето фатени во епицентарот на природните катастрофи? На крајот нивните загуби од тесните катастрофи се непроценливи. Последиците од климатските промени нема да поштедат никого од нас. На крајот луѓето може да го изгубат најскапоценото нешто што го имаат – животот. Утре можеби ќе се соочите со прашањето како можам да преживеам. Природните катастрофи не оддалечуваат и како потрошувачко општество не успеваме да се справиме со тоа. И ова е нашата реалност. Но ние се уште ја имаме единствената шанса да обстанеме, а тоа е да го изградиме креативно општество. Какво општество ќе избереме? Каква ќе биде нашата иднина? И денес, овој избор зависи од секој од нас.